Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. На новиот развој на настаните на Блискиот Исток и можноста за прекин на огнот. Состанокот меѓу руски и украински официјални лица за разрешување на спорот околу цената на гасот и промоцијата на економскиот стимулативен план од страна на новоизбраниот американски претседател Барак Обама, со овие содржини ја започнуваме денешната емисија. На 13-тиот ден од израелската офанзива против Хамас во Газа, северниот дел на Израел го погодија ракети од правец на Либан, при што биле повредени 2 лица. Либанскиот премиер Фуад Синьора го осуди нападот за кој никој досега не презеде одговорност. Според палестински болнички извори, во досегашниот судир загинале околу 700 палестинци. На израелска страна има најмалку 8. Меѓународниот комитет на Црвениот крст денес ја обвини израелската армија дека не ги исполнила обврските согласно меѓународното хуманитарно право, со тоа што одлаговлекува со напорите за помош на повредените во Газа. Комитетот тврди дека израелските сили со денови не и дозволувале на спасувачка екипа да влезе во населбата Зајтин во Газа. Кога конечно влегле, спасувачите на Црвениот крст велат дека нашле 4 изнемоштени деца до своите мртви мајки. Само во една куќа велат имало 12 мртви. Портпарол на израелската армија соопшти дека случајот се разгледува. Виш израелски представник за одбрана денес е во Каиро да разговара за египетско-францускиот план за прекин на огнот во појасот Газа. Израел го поздрави планот, но го нема прифатено. Хамас вели дека го разгледува. Вчера американската државна секретарка Кондолиза Рајс ја изрази поддршката на Вашингтон за планот и рече дека разговарала со Израел за истиот. Советот за безбедност на Обединетите нации денес ќе расправа за предлог обврзувачката резолуција за ситуацијата во Газа, што ја поднесе Либија, што бара итем прекин на огнот и подигање на израелската блокада. Новоизбраниот американски претседател Барак Обама предвидува дека невработеноста би можела да нарасне, семејниот приход да се намали, а САД да изгубат генерација на потенцијал и надежи, освен доколку земјата не преземе енергична акција. Коментарот е дел од обидот да добие поддршка за неговиот обемен пакет за стимулирање на економијата што го представува денеска. Двегодишниот план би чинел до 800 милиарди долари и вклучува трошоци за обнова на патишта и училишта, реформа на здравствената заштита и проекти за алтернативни видови на енергија, како и даночни скратувања за американците со просечни примања. Колку е сериозна економската ситуација покажува денес објавениот извештај според кој бројот на невработени кои се пријавиле за социјална помош е на највисоко ниво во последниве 26 години. Руски и украински лица се сретнаа со представници на Европската унија во Брисел во обид да го разрешат спорот околу природен газ што доведе до прекин на неговата достава во голем број европски земји. Првиот човек на Европската комисија Хозе Мануел Баросо денес изјави дека доставата на газ од Русија преку Украина мора да биде обновена. Како и од кризата родила сериозни прашања дали Русија може да се смета за сигурен доставувач на газ. Американски морнарички представници најавија формирање на нови меѓународни сили во борбата против пиратите во Индискиот океан и заливот Аден, долж крајбрежјето со Сомалија. Силите ќе користат поддршка и средства од 20 земји, а со нив ќе раководи американскиот поморски адмирал Теренс Мекнајт. Пиратите досега заробија над 40 бродови во водите во близина на Сомалија и изнудија милиони долари за откуп. Холивудскиот блокбастер The Dark Knight освои 5 награди на 35 годишното доделување на наградите People's Choice во Лос Анџелес. Победниците ги гласаат обожавателите преку интернет. Најновата филмска адаптација на приказната за стрип јунакот Бетмен освои награди за најдобар филм воопшто, најдобар акционен филм и најдобра актерска екипа. Лекарите во Њујорк испробуваат нова интервенција на замена на срцевиот залисток, но без операција на отворено срце. Тие се надеваат на успех што ќе ја замени неопходната, но сложена хируршка досегашна интервенција. Пред неколку месеци калуѓерката Томас Даган по само неколку чекори губила здив. I got heart failure, and that's what caused me to be. Срцето ми откажуваше и тоа ме правеше уморна, без сон. Докторите ја диагностицирале со стеноза на аортата, што предизвикува стеснување на срцевиот залисток. Доктор Мартин Леон е од Презбитеријанскиот медицински центар Колумбија во Њујорк.
Кога залистокот не се отвора нормално, во срцето се прави притисок. Пациентот губи здив бидејќи се зголемува притисокот и се собира течност во белите дробови, а може да се развие и болка во градите, вртоглавица, па дури и онесвестување. На Томас си требал нов залисток, но на 91 годишна возраст ризикот од операција бил голем. Затоа доброволно се пријавила за пробната процедура во центарот Колумбија. Процедурата е многу наликна во обичаениот процес на катетеризација за пациентите кои имаат блокирана артерија. Новиот залисток практично се протнува низ артеријата до срцето. Многу успешна процедура, исклучително сме задоволни од резултатот. Калуѓерката Томас вели, се чувствува како нова. I feel really good. Многу добро. Веќе заборавив како ми беше порано. Лекарите засега ограничуваат процедурата на лица за кои е ризично да имаат операција на отворено срце, но очекуваат во иднина да биде применета на преку 100.000 срцеви болни во САД. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Во продолжение на News Flash, рок-н-рол галеријата на славните привлекува милиони посетители во оригиналниот музеј во Кливленд, сојузната држава Охајо. Непрофитниот музеј отвори своја подружница и во Њујорк. Следи музичка разгледница од ова место. За многумина, прошетката низ галеријата на славните во рок-н-ролот во центарот на Њујорк е како враќање во времето. Њујоршката помала верзија на оригиналниот рок музеј од Охајо беше отворена минатиот месец. Рон Ларсон веднаш се упатил кон музеот кога слушнал за отворањето. Има неколку работи кои навистина ми оставија впечаток, како пијаното на Џон Ленон на која напишал Imagine. Навистина е емоционално, искуството е фантастично. Чекорејќи низ коридорите, посетителите со помош на слушалки ја следат изложбата. Аудиото што ги објаснува поставките автоматски се активира кога ќе застанете пред нив. Њујоршката галерија е ризница на музиката. Од Битлси па се до актуелната поп звезда Ейми Вајнхаус. Кураторот Джим Хенки вели дека сакал да го истакне влијанието на одредени музичари што ги надминува музичките бариери. Брус Спрингстин учествуваше во кампањата на Барак Обама. Боно од U2 прави многу светот да стане подобро место за живење. Мислам дека рок-н-ролот навистина игра важен дел во нашите животи. Во музеот се наоѓаат шевролетот од 1957 на Брус Спрингстин, познатите рокерски очила на Елтон Џон, облеката на Мадона од концертите. Киното, што е дел од музеот, прави посетителите да се чувствуваат како да се на некој од најпознатите концерти. Влезот во храмот на рок музиката чини $26. Нашите гледачи во голем дел оптимисти за новата година. На нашата анкета дали очекувате 2009 да биде подобра година за Македонија од 2008, 69% испитаници се изјасниле позитивно. 34% се песимисти, додека за 7% ќе биде исто. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Погледнете нашата најнова анкета, но и нови содржини на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер, се гледаме утре.